Залудно е да се пишува и џабени се ракописите ако нема кој да ги прочита. Во следните минути зборуваме за стекнување навики за читање. Колку дигиталните визуалните медиуми помагаат или одмагаат во создавање навики за читање? Неоспорен е фактот дека во ерата на дигитални и на визуелни медиуми, ево ек, децата и учениците растат, живеат практично со овие медиуми. Меѓутоа, кога го ставаме во координација со процесот на читање, треба да бидеме многу внимателни. Слушаме и во последниве години дека се говори за дигитализирани учебници, за дигитализирани наставни материјали и така натаму. Прво треба да се направи разграничување дека доколку учебник или електронно издание ви се постави само на интернет во дигитална форма, дека тоа не е дигитализација на воспитно-образовниот процес. Значи, дигитализираните содржини и овие медиуми не смеат и не треба да претходат на процесот на читањето. Тие треба да бидат своевидна поддршка на процесот на читање. Прво, многу е важно разликата кога имате пред вас печатена книга, печатено електронно издание и истото да биде во дигитализирана форма. Прво, квалитетот на вниманието и на концентрацијата, која што се дава и се добива при читањето на печатен материјал и на дигитален е многу поразлично. Концентрацијата и вниманието треба да бидат поголеми кога имате печатен материјал, бидејќи на овој начин немате заситеност со колоритни илустрации, со многу бои, слики, со динамични звуци, можност многу полесно да премине на другата страница и така натаму. Бидејќи да не заборавиме, да се подсетиме дека читањето е доста сложен мисловен процес. Додека детето чита, во тој момент се случуваат бројни мисловни процеси, при што првиот чекор е дека тој создава, детето, односно, представува слики за она што го чита. Значи, ја представува содржината, така, визуелно пред него, па за да понатаму, постепено таа слика за тоа што го чита треба да се поврзе со фазата што е многу важна. И тоа е крајниот дел да чита со разбирање. Понатаму дигиталните содржини малку упатуваат на некои техники на брзо читање во кои што малтене не се дочитуваат ниту речениците, да не говорам и целосните реченици. А при тоа треба да биде уште еднаш голем апел и до возрастните да знаат дека постои голема синхронизација во мисловниот процес во текот на читањето. Бидејќи не само тоа што учениците прво ги прават децата менталните слики, представи за оно што го читаат, многу е важно да се кажат дека во тој процес постепено од процесот на механичко читање постепено се преминува во процесот на читање со разбирање. Сега, тука не се јавува еден друг проблем и логичен. Учениците кои што немаат навика за читање, имаат потешкоти со читањето, многу се одадени на овие другите дигитални и визуелни уреди, тие многу брзо ги совладува заморот при читањето и на малтене и на неколку реченици и од еден текст. Затоа е потребна голема концентрација, фокусирано читање и да се работи во континуитет на навиките за читање, меѓутоа на печатен материјал. Сега видете, имаме и друга ситуација во која што голем број од учениците прво го гледаат лектирното дело, така како филм, а потоа го читаат. Не, тоа е погрешен пат. Прво треба да биде прочитано, а потоа дозволиво е од она што го прочитал, што го разбрал, што го замислил, што створил една представа за прочитаното и истото да го визуализира преку овој филм. Треба да се работи на аудиосликовниците, треба да се работи на други дигитализирани содржина што се поврзани и со лектирните изданија, но кои што повторно велам дека ќе бидат пропратени со интерактивни вежби, тестови, квизови, кои што на некој начин ќе го почитуваат индивидуалниот развој, но ќе бидат и алгоритмизирани според тежинските нивоа на поставеност на задачи и давање на напатствија за разбирање со прочитаното. При тоа,
како педагог не сум среќна кога ќе слушнам родители од семејството кога велат дека дадов сликовница на моето 3-годишно дете и тоа на сликовницата правеше, тоа ми покажува дека детето немало печатена сликовница во неговото раце или пак понатаму кога се случува дека прво го говорат многу доминантен сега англискиот јазик, а при тоа немате билингвално семејство, кога родителите, да кажеме, мајчин јазик не е англискиот, и така натаму, и така натаму. Но знаете, ние некако говориме за оваа категорија на ученици, но кога се говори за програмите и за наставните програми и за учебниците и за лектирните изданија, мора да се имаат во предвид и учениците со попреченост, кои што имаат различни видови на попречености во нивниот развој, но истовремено и учениците чии што мајчин јазик е различен од наставниот јазик. Тука имаме проблеми при тоа што децата не се јазично описменети, не знаат да читаат и да пишуваат, обработката и читањето на оваа дополнителна литература кога се бара самостојно да читаат, тоа е веќе малку повисоко ниво за нив. Секоја чест има некои издавачки куќи кои што веќе подготвија некои изданија, лектирни изданија кои што се во функција на учениците кои што имаат дислексија и треба да се работи на оваа проблематика, но повторно велам дека имаме ученици со различни видови на попречености, а тие не се дел, исто согласно реформите во воспитно-образовниот систем, не се дел од се инклузирани, но се дел од редовното воспитание и образование. Треба воопшто да се работи на кампања во нашата држава, која што да биде на национално ниво, мислам, поставена, за да се поттикнува читањето, да се негува читањето. Имаме можности за читачки кампови да се прават, надпревари за деца. Овие летни кампови сега не се многу актуелни, во кои што може едукаторите да одвојуваат едно време за читање заедничко, макар тоа било и покрај и во утринските и во вечерните часови. Постојат многу идеи, многу модели, само треба да се има заеднички интерес, заеднички напор, но мора да бидеме истрени. Ова не е читаме денески, потоа ќе читаме после 10 дена. Читањето треба да не биде секојдневна навика.